Здраво, драги гледачи, денеска со Супер звезда одиме во една нова, многу интересна авантура во која што искрено се радувам дека сите вие многу ќе уживате. Каде се наоѓаме? Позади која сала? Позади универзална сала во Скопје. Ова е едно многу интересно место. Кој живее тука близко некаде во населба центар да крене рака? Значи имаме некои кои што живеат овде, а кој живее малку подалеку да крене рака? И оние кои што живеат далеку, и оние кои што живеат близко. Денеска решивме да дојдеме овдека поради еден многу специјален повод. Што ќе посетиме денеска? Каде ќе одиме? Во една игротека, драги гледачи. Дојдовме денеска да бидеме гости во една игротека. А зошто дојдовме во игротека? За да играме ора? Не! За да играме жмурки? За да се забавуваме! Децата одат во игротека за да се забавуваат, а Супер звездите, впрочем, тоа најмногу и го сакаат. Ево да видиме кој денеска ќе се дружи заедно со нас. Оваа згодна девојка се вика здраво за Аполонија. Аполонија. Расположена ли си денес да правиме џумбус? Да. Што ќе играме најмногу? Ти кога си дома што сакаш да играш најмногу? Жмурка. Браво, е, со Аполонија ќе играме жмурка. Оваа женска овде се вика? Теодора. Како си, Теодора, добра си? Да. Ти си згодна девојка? Се гледа по джемперот кој ти го купи? Не знам. Не знаеш, а кажи ми која игра најмногу сакаш ти да играш? Жмурка. И она сака да игра и Теодора игра жмурка, оваа девојка овдека се вика? Ивана. Здраво си, Ивана, како си, Ивана, добра си? Да. Кажи ми ти колку години имаш? 5. Одиш ли ти во игротеки? Да. Од кога почна да одиш? Од секогаш или сега во скоро време? Сега во скоро време. Сега во скоро време почна да оди во игротека, а оваа згодна девојка се вика? Ања. Како си, Ања, добра си? Да. Ладно ти е тебе денеска? Значи капа, шал, бунда, све. Ама затоа се ќе одиме на едно место кај што ќе ни биде многу топло и што ќе правиме таму? Ке играме. Ќе играме со Ања и сега има едно момче одека, еве го згодниот дечко што ќе се заврти према камерите, натака. Здраво за? Боја. Да пукне, ајде да видам дали си вежбал. Вежбал да пукне. Колку години имаш, Бојан? 5. 5 години има. Бојан, кажи ми, имаш ли ти девојка? Да. Ја зема не за денеска со нас да дојде овде или дојде сам? Сам. Дојде сам, девојка му ја остави подкасно да седи дома за гледачи сама, а Бојан овдека со нас што ќе прави денеска? Ке игра. Ќе играме заедно во игротеката во која што дојдовме да бидеме гости. Оваа женска овдека што е многу убава нашминкана и дотерана се вика Сара. Да пукне Сара. Како си, добра си? Да. Ти си прв пат вака на снимање во Супер звезда денеска? Да. И страшно е пред камера? Малце е страшно, нели, да им пратиме бакнежи на сите што не гледаат, ајде многу бакнежи, за сите што во овој момент гледаат малата и прекрасна Саричка. Здраво за оваа женска шиона е прв пат со нас денес, така? Да. Како беше твоето име, кукле? Јана. Јана, бакнежи да им пратиме на сите што не гледаат, ајде да им пратиме бакнежи. Кого поздравуваш, Јана, ти? Мама. Тато? Да. А братче, сестра имаме ли? Имаме, само за мама и тато поздрави од Јана. Одиме понатаку да видиме оваа девојка што се вика. Андријана. Кај си бе, Андријана, добра ли си? Да пукне, што правиш? Ништо. Денеска дојавме да бидеме, значи, овдека гости, така? Да. И што ќе правиме тука? Ке се забавуваме. Ќе се забавуваме, еве Бојан нека дојде овдека, го викам, Бојан дојди тука, мирен да бидеш, Бојан тамо нешто прави на улица, што не е закажување, тука кај мене. Ете така, и за крај да ја поздравиме оваа згодна девојка што се вика Лиличка. како, злато? Лиличка. Лиличка, да направиме да пукне со Лиличка. Лиличка е прв пат во Супер звезда на снимање денеска. Да. Кој те направи волку убава да бидеш бети, кој те дотера ваква? Поздрав до кого? До мама и тату. Ете, поздрав до мама и тату и сите што не гледат. Е, сега вака да им мафнеме на сите што не гледат. Може, Супер звезди, ајде 3-4. Мафтаме на сите што не гледаат. Им праќаме многу бакнежи на сите што не гледаат. И да им кажеме дека денеска Супер звездите дојдоа да бидат гости во игротеката која што се вика Лавчето и пријателите. Станува збор за една прекрасна, за една многу убава игротека во која што децата уживаат да доаѓаат. Впрочем, затоа и Супер звездите денеска решија да бидат гости овде. Игротеката каде се наоѓа да им покажеме на нашите гледачи да видат? Еве овдека, значи драги гледачи, тоа е и рекламата. Денеска одиме во оваа прекрасна игротека Лавчето и пријателите, а како ќе си поминеме таму, ќе имате шанса да дознаете доколку останете заедно со нашата емисија. Се гледаме внатре. Чао, одиме! Еве сме внатре, дечки. Како ви се допаѓа овде, а?
Супер. Како е Злато? Супер. Кажи брзо да знаат сите кои што не гледаат, убаво ти овде Сара? Да. Убаво, ние бидејќи дојавме во една од најубавите игротеки, тоа е Лавчето и пријателите, да ја кажеме здраво на Ивана, која што денески ни биде домаќин во оваа емисија. Добре дојде во Супер Звезда. Добро ве најдов. Како си, Ивана, кажи? Добро ми дојдовте. Фала многу. Овде најчесто има многу деца, јас пред да снимаме дојдов неколку пати овде, начекав лудници, значи деца играат, скокаат. Како постигнуваш ти да се справиш со сето тоа? Јас имам девојчиња кои што се грижат за тие деца, нели, за да они не бидат препуштени сами на себе. Имаме занимална која што ја организираме и се разбира за роденденските забави сме постојано заедно. Така да, значи, во неколку, во 2-3 наврати, во колку што поминав, ја овде видов дека се случува хаос. Стално ли има журки овде какава? Постојано, да. Добро се забавуваме, сите возрасти добро се забавуваат, и девојчиња, и дечкичи, нели? Да, денес што мислите вие, како ќе си поминеме тука? Убаво. Како ви личи, значи, игротекава? За журка до даска ќе правиме? Да. Браво. Имаме многу прашања ние што сакаме да ги поставиме. Ева, прекрасна женска овде сака да постави едно прашање. Повели, Злато, кој беше твоето прашање? Здраво, јас сум Андријана. Од кога постои оваа игротека? Ајде брзо, Ивана, да ни каже од кога постои, значи, оваа игротека. Игротеката е ново оформена, значи еден месец, еве денеска баш на денешен ден, имаме еден мал јубилеј, имаме еден месец постоење. Да, браво, значи она неодамна. Како дојде до идеја да отвориш игротека? Зошто, Ивана, ти реши да направиш нешто вакво, а не, например, да отвориш бурек джилница? Бурек сакам дефинитивно, меѓутоа јас поучена со своето искуство, нели? Имам девојче од 4 години, Катерина. Ја поздравувам. Да и мафнеме и сите, ни ајде брзо да и мафнеме на малечката Катерина. Ете, да и мафнеме. Значи, бидејќи ние немаме баба и дедо сервис, моравме да одиме да се забавуваме постојано негде, што сите знаеме е проблем, нели, во зимскиот период. И затоа јас решив да ја отворам игротека, така што децата ќе можат и да се поиграат, не само да слават родендени. Така што сме ние отворени сабота, недела, предпладне од 11 до 3 и попладне од 17 до 22. Така што сите мајки што би сакале да се напијат со пријателките кафенце, да се испазарат во Буњаковец рад или некаде по супермаркетите, ќе можат или овдека да се напијат кафенце, а дечињата да се поиграат, или само да се поиграат дечињата. А и мајките, зошто не? А и мајки играат и мајки понекогаш. Да, сите сме ние деца од душа, дефинитивно. Да, јас уште немам пораснато, тоа е многу битна работа и секој пат кога доаѓаме на вакви прекрасни места и во игротеки, не само што си ја вршам работата како водител туку, морам да признам дека и јас и играм и се забавувам со децата. Што ќе играме денеска? Ајде да видиме. А? Што ќе правиме, Злато, со тебе? Играме жмурки. Ќе играме жмурки, а Злато, што ќе правиш ти? Играме жмурки. Ќе играме жмурки, а што ќе прави Сара? Ќе пееме. Значи, можеме да играме жмурки, можеме да пееме. Што све можеме да правиме во овој простор? Кафенце да ни направи, нели? Можеме да склапаме роботи. Имаме специјални коцки за роботи? Имаме, да, специјални коцки за роботи, за тракторчиња, за камиончиња, кој што сака можеме да цртаме. Имаме избор на разни бои, нели? Еве веќе некој црта овдека, да видам јас што се случува со тие кои што цртаат камерата, да цирне и да ни каже дали има некоја добра слика таму или не, да. Сега моментот се брише тоа на цртаното, па ќе правиме ново и од позади веќе некој нешто црта. Од една страна се црта со фломастери, од друга со креди. Со креди во боја, да, и морам да заклучам дека дечињата уживаат во тоа. Значи, цртањето, сите сакаат да се изразат некако, а децата најчесто преку цртањето. Ова овдека што е, јас сакам да прашам. Ова овдека за што е? Па тоа е една циркуска шатра во минијатура, нели, наменета за деца. Они уживаат да се протињаат во двата правци, да се забавуваат со топчињата, разнобојни внатре, нели? Да се кријат, па бога ми лазат и како гасеници во ова цревце. Морам да приметам дека премногу е топло, вистински е многу топло, а и боите што се овдека ставени на зидот даваат дополнителна топлина. Кој го организира, кој го уреди овој простор да биде ваков? Јас морам да признам дека поголемиот дел сама, вака можеби нескромно звучи, нели? Меѓутоа имав помош и од мои пријатели,
Еве, јас би ја спомнала студио Аквариус и Ира Чоланчевска, која што се погрижи за знакчето, нели? За лавчето и пријателите, кој што е специјално нацртан. Студио Аквариус е и наши пријатели да го поздравиме, значи Чочо во моментов да му мафнеме, Чичко, Чочо, еден ден ќе дојдеме кај него да снимаме, да видат дечињата како се прават, значи филмови, како се прават реклами и сето тоа што тој прави во неговото студио. Значи професионалци се погрижија да го направат вашето лого. Секако. Јас мислам дека една ваква добра игротека заслужува добро лого, нели? Така, има многу работи што не ги покажавме, има многу работи што треба тек допро да ги видиме. Дали сте вие дечки расположени да одиме па да видиме едно по едно кој е за што е? Сакате ли да одиме? Може ли да тргаме одма? Спремни, расположени? Да. Тргаме 3-4, Нешто вакво извиткано, шарено, многу убаво на зидов. Што чудо е ова, Ивана? Некој полжавче ќе да изгледа. Полжавче, да, и ми се допаѓа, на него пишува Happy Birthday, значи Полжав, кој го направи волку убав да биде? Полжавот го нацрта една уметничка моја пријателка која што живее во Амстердам. Значи битно е да се каже дека нема зид, нема ќоше, нема нешто во вашата игротека што не е нацртано, да? Така е, да. Многу труки и грижа се вложува за тоа децата кои ќе дојдат овде да се чувствуваат поубаво него ли дома. И јас се надевам дека е тоа така и би сакала да е тоа така и сите ние што сме тука вработени се трудиме да тоа биде така. Супер, дзедите се запослија, секој си најде нешто за да си игра. Ајде, може ли вака да демонстрираме оние кои што сакаат да видат за какви играчки станува збор? Да видиме што имаме тука. Овде видовме некои коцки, да ги покажеме горе да види камерата, некои коцки за помали и поголеми дечиња. Ова ли беа тие коцките од кои што може да се направи трактор? Ова се коцките од кои што се прават тракторчиња, камиончиња, авиончиња, роботи и така натаму. Значи тоа се коцки за малку повозрасни деца. Ова се некои класични, да речем, добро познати коцки на сите. А што имаме овдека сега да видиме овие женски што прават? Ова се прават? некои необични коцки кои што ете и јас ги открив сега. Браво, да видиме. Сара, уживаш ли ти тука? Кажи ми за тоа. А Лила, дали ужива овде? Да. Значи, Лила има еден змеј, може да го покажеме, ако видат драгите гледачи, да видат за каков страшен змеј станува збор. Еве го, драги гледачи, он е многу страшен. А он, значи, пушта оган од устата, кога е луд, сега е многу добар, нешто така, му се погоди денов на змејов. Изгледа, да. И на сите останати играчки, какви што треба да бидат страшни, они се овде напротив, наместо страшни, многу мили и фини. Така и треба да биде, јас мислам. Да видиме со овие коцки овде што може да направиме. Сара, значи, може да ги редиме едно на друго, со нив може да правиме чуда. На оваа табла имаме разни дупчиња и можеме да правиме се што сакаме, разни фигури, разни интересни варијанти да ги редиме едни на други. Функцијата на коцките е да се наредат по боја и по форма. Тие се 4 различни форми. Значи спаѓаат во оние дидактички едукативни играчки. Значи целта на оваа игра да се наредат по форма и по боја. Така, браво. А оваа згодна женска овде се вика? Јана. Кај си бе, Јана, добра ли си? Да. Што имаме, Јана, сега овдека пред тебе на оваа маса? Покажеме што се овие работи? Чај. Значи имаме овдека чај. Одиме понатака да видиме значи овде за што станува збор. Може ли да отвориш да видам внатре каков чај имаме? Да видиме овдека, так, драги гледачи, чај од Нане имаме денеска овдека. Може ли да ги послушаш твоите другарки по еден чај? Може. Ајде да видиме како се случи чај. 3-4, да сипеме по малку чај тука, малце во другото, полека да го превртиме чајот, добро е. И сега, на пример, ето така сипавме чај и ќе дадеме на Ања едно чајче да пие, малце млеко ставаме, малце ќе ставиме сутлијаш у чајот и сега ќе го дадеме чајчето, еве вака, ќе кажеме повели на Ања. Повели Ања. Пиеш чај? Да. Пробај дали е добар. Да пробаме да чајот малце пивни, слободно, не се плаши. Убав е? Да. Сакаш поише шекер или не? Не. Ти пиеш чај? Или сакаш кафе да ти расте опашка? Кафе. Тури едно кафе за овој шизик овдека, едно кафе брзо му туриме. Ти од кога пиеш кафе, бре? Деца или не пијат кафе, врти се, видам дали имаш опашка. Бојан нема опашка, драги гледачи. Иначе тие што пијат кафе, што им расте? Опашка. Опашка. Ајде да видам како играш бокс сега овдека, да видиме. Сега да гледаш Бојан малце ќе поигра бокс. Ајде ова удри го еднаш два пати да видиме како функционира. Значи, драги гледачи, тоа може да се удира така, но за да бидеме вистински боксери треба да користиме што, Бојан? Ајде брзо ти маш си стави брзо ја облечи оваа ракавица да видиме. Протни раката тука. Ете, јас му помогнав. Ај сега да видиме другата. Двете раце да видиме вистински боксер. Кај има боксер со една ракавица? Све се со по две. Да видиме. Ето така. Ајде сега 3-4. Одиме Бојан силно.
Еднаш, 2 пати, 3 пати, 5 пати, 100 пати. Пази оно да не тудри тебе. Силно, 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 силно. Значи овде имаме игри и за прави мажи, овде не е само за девојчиња, него и за мажи имаме игри, така? Имаме, да, имаме и фудбалски надпревар, да речеме овдека, па мечување, па колички, паркинзин или покретни, полициска станица, исто така имаме. Да видиме што прават наши девојките овдека, се вратиме назад, да видиме до каде дојдовме. Имаме овдека една каса, има овде девојка која што се вика? Јана. Јана, што правиш ти? Јана работи на каса, драги гледачи, еве ја касата покажеме. Ајде да видиме кога сакаме да платиме со кредитна картичка, како оди тоа? Значи, касата наша свири, а може ли да отвориме фиоката да видиме дали има пари внатре, каде се стискаше? Еве го дугмето, да отвориме внатре, да видиме дали има пари. Драги гледачи, има. Да видиме што пари се. Ај, што пари биле? Денари, значи македонски, денари, еве илјадарка, еве 500-ка, еве 10 динарка. Денеска имаше многу промет направи. Да. Кој дојде да купи? Сите дојде да купат. Да. Браво, супер. Ајде да продолжиме сега да откуцаме малце вака на касата уште нешто. Прекрасно, многу ми се допадна. Денес касиерките се ептен у мода, драги гледачи. Оваа згодна женска овдека што се вика Ања, што прави овдека? Ања, добра си? Да. Кажи ми што е ова сега? Ти го испичајал така? Да. Што е ова овдека да видиме сега пред тебе? Имаме мачка. Ајде да види камерата. Имаме, значи, една мачка, имаме едно прасе. Ова што е? Крава. Крава, а ова е кобила Да. или конј? Што е? Конј е тоа, а ова што е? Куче. Куче, ова мене ми личи на врапче. Петел. Не, како што? Петел. Петел. А ова овдека овца? Не коза. Коза. А ова овдека? Мачка. Мачка, мене ми заличи на оваква одна страчка. Ајде сега да видиме, овие значи може да се извадат, може да се измешаат, вака да направиме да не се знае кој кај му е редот. И ај сега да видам ја за колку секунди вие ќе ги наместите. 3 за позор, 4. Сега одиме брзо да ги наместиме, да видиме кој најбрзо ќе успее да му го најде, значи патот на конјот да си дое на место, да видиме мачката кај ќе дое. Браво, пилето го погодивме. Ајде да видиме кравата кај треба да биде, да видиме дали знаете кај треба. Браво, кравата ја погодивме. Овцата не, козата беше да си дое на своето место, за да не плаче. Оти ако го утнеме местото, може ќе биде овакво депримирана. И прасето да дое на своето место за крај. Браво, многу интересна игра. 19 секунди, 25 поени. Честитам, Ања, браво, бе, ти знаеш вакви работи да играш, а? Да. Играш ти нешто вакво слично дома? Многу те бива за овие работи, морам да ти честитам. Одиме да видиме понатака, драги гледачи, се слуша. Имаме се овдека, каква интересна работа има тука, многу некоја интересна работа. Шо ева, кажи ми, здате ти? Туршија. Туршија, драги гледачи. Нема зима ако нема добра туршија. Овој пат имаме туршија. Како ти беше името? Теодора. Теодора, еве малата прекрасна Теодора ни спрема туршија за оваа зима. Теодора, да видиме сега, да извадиме во туршијата, да покажеме што све има. Нашите гледачи можеби ги интересира што све се става во туршија. Така, нешто ќе падне долу, нешто ќе остане овде. Без лимун туршија нема. Еве го лимунот, потоа имаме значи моркови. Потоа во туршија се ставаат што се овие? Пиперки. Потоа се става зелка. Киселите зелка вие дома? Да. Киселиме и овдека во лавчето и пријателите. Нормално, иначе без кисела зелка како ќе пројдеме сезонава? Што се прави од кисела зелка, знаете? Да. Сарма се прави. А што се прави од пиперки? Ајвар се прави. Сега имаме, значи, за да ни биде поинтересна туршијата, ставаме малку во неа и... Пченка. Ставаме по некој... Патлиџан или домат. Ова не знам што е, на што ви личи ова? Може да е прас. Ова што треба да е во туршијата? Модар патлиџан мал, модар патлиџан голем и помалку и повеќе модар. И еве за крај, ајде да видиме сега што е ова во туршијата за крај. Не, зелка него, мене ми личи на некоја од оние кинеска марула нешто. Така ли е? Таква е марула. Јадете вие марула за салата? Ај направи една салата за да ја кастеме малце, доека видиме понатака што се слуша. Многу ми се допадна оваквото туршијата. Фала. Кога ќе може да ја пробаме? Сега.
Сега. Ке може да пробаме. Ајде, почнете више да спремате, сецкате од туршијата, а да видиме ова овде женска, што се вика Ивана. Што има она да ми покаже, Ивана, што е ова? Бебе. Брзо да го видат гледачите, да го завртиме натака. Па кај го најде берти ова бебе овдека? Само си беше ова, плаче или не? Чекай да го слушам. Плаче. Плаче па малку, денеска расположено или не? Не плаче бе денеска, се смее, драги гледачи, гледайте го бебе. Кај го најде Ивана ти? Тука. Да. И што му прави сега на бебето? Го чувам. Му даваш да? Јаде. Да, јаде. Што му дае за јадење? Туршија му се дава на бебе или не? Да. Му се дава помалце туршија и помалце млеко му даваме на ова бебе. Уживаш ли ти инаку? Да. Во што најмногу уживаш? Која играчката што најмногу ти се допадна, Јована? Бебе. Бебето, ете, така, супер. Значи, видовме со што суперзвездите, еден дел од суперзвездите почнаа да си играат во моментов. А какви све уште играчки, што уште све не лудори има овдека во ова игратека Лавчето и пријателите, ќе видиме многу наскоро. Сега правиме мала пауза. Дојде време да направиме мала пауза, еве ги суперзвездите сега седна овдека во просторот, најчесто каде што се слават родендени, бидејќи дојде какво време? Време за ручек време. Ние денеска малку игравме, малку се испотивме, малку дојде време да одмориме, така? Да! Сега да видам, вие дома, значи, што најчесто јадете, кој што сака најмногу да јаде, да ми кажете? Пиле, друг? Сутлияш, друг? Кокошка, друг? Кој што сака макарони? Јас сакам пире. Значи пире, друг кој што сака пире и пире, значи повеќето ти Злато? Коков. Кокошка, ја многу сакам спанач да јадам. Сега дојде моментот кога јас ќе ве прашам дали некој од вас бил во Италија? Кој бил во Италија да видам? Ти, Злато, и ти, сега, еве ќе ни каже, значи Аполонија, ти беше во Италија и тамо дали јадевте вие моцарела? Да. А дали во Италија јадевте моцарела и пршут? Да. А дали во Италија јадевте моцарела, пршут и посилек? Да. Впрочем, тетка Ивана ќе ни донесе такви сендвичи, ајде голем аплауз за овој италијански специјалитет, кој што им се служи на сите добри речиња кои што одат во игротеката Лавчето и пријателите. Дали ви се допаѓа? Да, некој му се допаѓа, на некој не. Ајде да видам на кој му се допаѓа, брзо да крене рака. А кој сака сега и сок да добие? Да видам. Ајде 3-4 одиме да викаме сок. Сок, 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 сок. Аплауз, еве доаѓа сокот, браво, значи журката може да почне, одиме полека, секој зима, значи по еден сок и правиме, значи, ручек како што до сега не се случил. Ние ручаме, а вие, драги гледачи, уживајте заедно со нас. Вакво уживање има каде? Само во која игротека? Лавчето и непријателите или Лавчето и пријателите? Затоа сме тука да бидеме пријатели на Лавчето, кое што денеска направи да се забавуваме лудо и незаборавно. Одиме со овој незаборавен ручек. Сега се наоѓаме, драги гледачи, во шатор. И тоа не обичен, него каков шатор? Циркуски. Така беше, циркуски шатор, ваков шатор нема на ниту едно друго место. Јас сега ги прашам суперзвездите, Ивана, ти одиш во градинка? Да. Имате тамо ваков шатор? Не. Немате? А ти Злато, а ти Јана, кај одиш? Во Дуња. Во школото Дуња, а ти Јана, кажи ми каде? Во Дуња. Во исто школа идете двете? Браво, и кажете ми сега дали вие во вашата школа имате част по играње и скокање во шатор? Не. Нема таква работа? Не. Затоа овдека во Лавчето и пријателите има токму баш таква работа. Ајде да видам кој ќе се протне сега низ ова овдека. Кој знае да се протне низ ваквото? Адријана ќе оди рикверц. Еве Ивана сега ќе се протне по неа. Ќе одиш и ти Злато? Ај со бебето заедно сите одиме да видиме каде ќе излезете од таа другата страна и што се случува таму. Лили, како е шаторот? Добро. А што има внатре?
Топки што... Деца има еден куп, има уште некој внатре да видиме? И има. Брзо да се тргнеме да видиме кој ќе дое. Некои рикверци излегува да гледачи овдека и ваква работа, значи може. Кој е овој што излезе рикверца валда му е да видиме? Ај, Јана да пукне. Абе, и уште една женска овде. Полонија, како беше внатре? Да. Шо има во шаторот? Некој дечко нема внатре? Не. Нема, све девојчиња, да видиме. Леле, невидена работа, драги гледачи. Овдека, значи, журкава трае до бескрај. Ивана, повели сега вака да прашам уште некоја работа. Мене ми интересира овдека, значи, освен тоа што се бутаме во шатор, освен тоа што си играме, може ли да славиме роден ден? Секако дека можеме. Јас сега кога ќе славам роден ден и кога ќе треба да наполнам 8,5 години, ќе може ли мојот роден ден да го славам овде? Може, се разбира, во секое време, попладне, предпладне, кога ќе посакаш, нели? Сепак роден денот е твој. Така, супер. Што ќе правиме за мојот роден ден овде? Тоа многу ме интересира. Журка, нели, се подразбира во термин од 2 часа, нели? Можеме да јадеме вакви сандвичиња кои што знам многу ти се бендиса. Ќе пиеме сокчиња, ќе ручкаме торта, ќе дуваме свекички и сите ќе Ќе се протнуваме ни шаторот. Да, обавезно. А ќе ги возиме овие прекрасни убави колички тука што ги видав јас. Можеме и да се клацкаме, ако сакаш. Ќе се клацкаме, договорено, значи за мојот роден ден се клацкаме, возиме колички, се протнуваме ни шаторот, јадеме, пиеме и правиме џумбус во лавчето и пријателите. Скапо ли, колку ќе ме чини отприлика таква една услуга? Па вака, значи твојот роден ден би те чинил од 2800 денари. За тие пари ќе добиеш и грицки, да си ги почастиш пријателите. Значи чипс, смоки, соленчиња. Прекрасно, прекрасно. Значи, доаѓате ли на мојот роден ден овде, а? Да. Ќе лумпуваме, ќе правиме журка, торта може да си донесеме или ќе ни донесете вие? Можеме и да донесеме, а можете и да си донесат. Супер. Колку луѓе може да собере во оваа игротека? Значи, ако ќе слам сега, сигурно дека нема да дојдам сам. Проблем е што имам многу пријатели, дали ќе не собере сите овде? Па 25 другарчиња можеш да си викнеш сега. А тоа и целото моје оделение, значи јас и моето оделение доаѓаме овде, така? Така е. А сакаш ли ти поклон да добиеш за твојот роден ден? Сакам, да. Каков поклон ќе добиам овде? Изненадување од игротеката Лавчето и пријателите. Секогаш има изненадување? Во наредниве 3 месеци за секој детенце што ќе слави роден ден тука. Па тогаш ние уствари ќе се договориме да правиме вака, ќе може ли јас секој месец по 2 пати да славам роден ден овде? Па зошто да не? Знам дека секој пат е тоа добро дојдена ствар, нели да се направи журка и дружба со другарчињата. Тогаш договорено, ќе правиме така. Фала ви многу. А сега одиме да видиме што све друго освен славење роден ден може да се прави овдека. Некои работи ги покажавме, а некои не. Оние кои што не успеавме да ги видиме, супер твички да ги демонстрираат какви све други лудори може да се прават овдека во игротеката Лавчето и пријателите. Ајде да ги видиме. Нова година се ближи, сите чекаме многу подароци, Дедо Мраз да дојде и да ни донесе. Што ќе правите за Нова година, Апо, ти што ќе правиш? Ќе палиме жижици? Ќе чекаме подароци поделката да најдеме? Да, значи ќе уживаме, а што ќе правите овде во Лавчето и пријателите? Лавчето и пријателите, бидејќи ги сака децата, организира и едно магионичарско новогодишно шоу. Се разбира Дедо Мраз како синоним на новата година ќе биде исто така тука да им ги подели пакетчињата. Оние кои сакат може да дојдат овде директно? Може да дојдат, да се јават. На кој број може да звонат? 071-210-497 е мојот број, јас сум Ивана и ќе им ги дадам сите потребни информации. Ете го гледаме и бројот сега во моментов на екранот, значи можеме да побараме и Ивана, а сега да видиме уште една многу интересна работа вака пред крај. Дали убаво си поминавте? Да. Кој си помина најубаво да видам јас тука брзо? Ајде, не гледам ништо, кој најубаво помина брзо да крене двете раце горе. Двете раце и една нога горе, одиме, значи оние ептен што си поминале, значи преубаво. Значи, доаѓаме ли пак тука? Да.
Ќе не примите ли пак овде, има ли место? Секако, во секој време. Може ли секој ден по 2 пати, 3 пати да дојдеме? Може. Се согласувате ли нон-стоп да дојдеме овде? Што ќе правиме? Журки, играње, скокање, ќе славиме роден ден и така? Јас се надам дека убаво си поминавте со супер звездите денес. Многу ви се забавни супер звездичките, сите се многу дотерани и прекрасни деца. И фини се башка, нели? Да. Што се фини. А фина ли е Дада Ивана денеска што не прими овдека? Да. Кој сака да ја гушне и да ја баци за крај, а? Ајде да видиме да ја нападеме 3-4 ја гушкаме и бацуваме да ја кажеме фала Ивана многу што не примивте денеска во вашата прекрасна игротека. Ја мислам убаво си поминавме. Многу Супер, љубов, одлично, гушкање, многу бацување. мили деца ми донесе, баш ти фала, пак да ни дојдете. Тоа се најмилите деца на свет, да им пратиме многу пакнежи на сите што не гледаат, на нашите драги гледачи, да ги поздравиме и да им кажеме дека се гледаме повторно следната сабота во 10 часот на Канал 5. Чао, до гледање, поздрав, Весака и Гушка, супер звезда, Весака и Гушка, игротеката, Лавчето и пријателите. Чао, до гледање, чао.